да видиме како ќе имаме почеток на работењето. Ангел Серафимов е новиот вработен и го внесовме како ред, еве вака. Значи претходно го внесовме ке вработени. Еве 200, еве Ангел, ќе го додадеме во пресметката. И сега дошол на работа, например, на 18. Треба во почеток да ставиме 18. Автоматски се генерира бројот на денови до крајот. Се работи за втори месец. Тоа е со скратено работно време. Во календарот во параметри се позиционира на 18. И долу имаме две вредности. Часови до крајот и часови од почетокот, вклучувајќи ја датата 18. Збирот на 28,52 е за 8 поголем од вкупно предвидените 160 или во нашиот случај пола работно време 80. Сега доволно е, бидејќи се работи до крајот, само треба да кликнеме овде на 28 и сам ќе ги конвертира часовите до крајот. И ќе пишеме за колку плата ќе дадеме за тие часови. Еве ќе ставиме 4000 денари. Значи, едноставно, со ставање на 18, со кликнување на часовите до крај и со внесување на колку нето плата сакаме да му дадеме за тие часови, е направена пресметката за Ангел Серафимов. Да видиме дали е вклучен стажот. Кај поединечна пресметка, ќе кликнеме кај испитна листа и претходно внесовме дека има 8 години и 4 месеци. Тоа е 4% минат труд. Бидејќи пресметката е на назад. Собственикот, газдата, пресметал дека ќе му се даде плата 4000 денари. Програмот се држи за овие 4000 денари и се прави пресметка на назад, така да фактички испаѓа дека нето основицата му е 3846 за овие 28 часа, со плюс 4% доаѓа до 4000 денари. Значи пресметка на назад. Кога имаме стаж и кога имаме плата која е скоро близко до минималната, треба да се коригираме кај, еве, например, да видиме само кај други како стои работата. Еве кај првата, ќе ставиме дека има плата. Ќе видиме кај вработените. Има стаж, например, на 31.12.2016 има 30 години, тоа е 15%, и 0 месеци, не е битно. Сега да се вкалкулира стажот, треба да кликнеме, претходно немаше стаж, еве, на испитната листа нема години и месеци, се празни и полата за стаж е 0. Ако кликнеме рекалк заеде, еве се пресметува стаж 1957. Практично, испитната листа изгледа вака. 1957 плюс основицата од која потекнува вкупно дават 15.000. Ако платата е, предпоставиме, 12.000, односно 11.000, ние мислиме дека вработениот доаѓа дека е изнад нето просекот, но ако одиме во поединечните подаци, гледаме дека оди испод 10.80. Значи, кај човечињата се дополнителните подаци за пресметка. Овде, тие што се испод просекот, се одбележуваат со темно црвено, дури тие што се со помалку часови, во однос на часовите, ако се оди во помала, например, ако овде ставиме нето 3000, да видиме дали ќе оди по... Ова е сепак изнад просекот, е 2000. Во однос на часовите. Евак.
Значи, доаѓа испод. Ако сакаме да се докоригира до часовите, се кликнува кај тој и да се докоригира до минималната. Кликнуваме во тој ред и кликнуваме горе на ознаката за минимално, програмот ја докоригира платата до минималната. Исто важи за тие што со помалку часови. Така да, нема да е 11, туку 11.592. Со тоа е на границата. Ако погледаме листето, значи имаме 10.80 минимална, зголемена за стажот, доаѓа 11.592 нето.